Откако државата се пресмета со поголем број на локални и регионални медиуми на крајот на 2022 година, дојде на ред и Националната новинарска агенција МИА, односно незините дописништва по светот. На ваквата одлука реагираше самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, кој изразува жалење поради одлуката на АД-МИА за ставање во мирување на неопределено време на дописништвата во Брисел, во Атина и во Вашингтон, како и за најавите за непродолжување на договорите за соработка на дописниците од другите европски градови, а поради политиката на штедење. Од самостојниот синдикат на новинари велат: свесни сме за економската криза, односно за мерките на штедење кои беа наменети на државните институции и предпријатија. Меѓутоа, се надеваме дека ќе се направат напори и ќе се изнедат начини во најкус можен рок дописништвата да не престанат со работа. Сметам дека не смее да биде дозволено државна новинарска агенција каква што е МИА да нема своји дописници во едни од најважните главни градови во светот, особено во овој период на комплицирани и предизвикувачки меѓународни односи со светот. Потенцираме дека особено е важно македонските граѓани да бидат објективно и навремено информирани директно од новинари кои се на местото на случување, особено за процеси како што се, например, пристапувањето кон Европската Унија, како во Брисел, така и во други главни градови на земјите членки на Европската Унија. Со ваквата одлука на МИА, предизвикана од одлуката на владата за штедење, директно се влијае и на несигурноста на работните места на новинарите и медиумските работници, но и врз стандардите и нормите за објективно и професионално известување за случувањата во светот. Владата како основач на МИА и контролор на нејзината работа треба да води особена грижа за присутноста на државната новинарска агенција во важните светски центри и затоа ја повикуваме владата да изнајде модус за понатамошно соодветно и комплетно функционирање на овој медиум.